Добре дојдовте во 360 степени. По двонеделната пауза поради зимските олимписки игри се враќаме на МРТ1 во редовните термини, секој понеделник и четврток од 20:15. Во ова издание за соговорник имаме министерката за образование и наука Весна Јаневска, кадар на ВМРО ДПМН, во фокусот е нацрт законот за високо образование. По неговото објавување пред 3 недели се нижат реакции, а овој нацрт акт е убедливо најкоментиран во моментот на платформата Енер. Како одговара на дел од забелешките и предлозите од изминатите денови, ќе слушнете во следните 50 минути лично од Јаневска, инаку професорка на Медицинскиот факултет при УКИМ во пензија. Професорке, министерке, добре дојдовте во 360 степени. Благодарам што ја прифативте поканата за овој разговор. Добре најдов и благодарам за поканата. Од опозицијата, конкретно од СДСМ и од Левица, стигнаа повици за повлекување на нацрт законот за високо образование. По лавината реакции, дали можеби размислувате и во таа насока? Не, воопшто не размислувам за повлекување на законот и не би рекла дека се лавина реакции. Напротив, мојот впечаток е дека мноштвото од академската заедница го поддржува законот, за разлика од една помала група која навистина еве бара повлекување. Би сакала да им објаснам на вашите гледачи која е поентата на овој закон и зошто одлучувам да не го повлечам законот. Сметам дека е дојдено време кога универзитетите и општеството треба да се обединат за да направат нешто што се вика јавно добро или општо добро во државата. Според Магна Картум Универзитатум, чиј потписник сме и ние, универзитетите имаат јавна одговорност да создадат компетентни луѓе, но и емпатични, морални граѓани на општеството, на добробит на целото граѓанство на една држава, но и на светот. Од тука е дојдено време да се врати довербата во универзитетите, која е релативно разнишана, и тие, заедно со целокупното општество, да почнат да си ја остваруваат својата функција, иако не дека и досега не ја остварувале. Дел од коментарите се токму во оваа насока. Дали законот на вистина се фокусира на ова што вие сега го зборувавте, а тоа е да речеме, пред се квалитетна настава, студии кои што ќе продуцираат квалитетни кадри, или фокусот е придвижување на нашите универзитети на листите на Шангајската листа конкретно, па слушаме коментари, велат ова е повеќе закон за научно-истражувачка дејност отколку закон на вистина за високо образование. Не одвоива е образовната дејност или наставата од научно-истражувачката дејност во системи како што е нашиот. Да, во одредени држави, например во Америка, има така наречени факултети кои се бават само со настава, или универзитети. Има универзитети за applied science, значи стручно ориентирани, и има научно-истражувачки. Меѓутоа, онака како што ние со години сме го поставувале системот и со оглед дека не сме во можност да применуваме во моментот таква реформа, сметаме дека е најнеопходно да остане така како што е во повеќето европски земји, каде што ние целиме да стигнеме, односно да ги постигнеме тие стандарди, универзитетите да останат центрите, леглото и на знаењето и на науката, затоа што и кога ги бираме во звање, и мене кога ме бирале во звање, ме бирале во наставно научно звање и ние со тоа сме се согласиле. Овие два дела се неодвоиви. Од и пренесувањето на знаењето кон студентите потекнува од знаењето на професорот. Ако професорот не се унапредува, тој не може да пренесе современи знаења на студентот. Дали се повеќе присуствувајќи на меѓународни конференции, имајќи пристап до бази на научни трудови, комуницирајќи со колеги, имплементирајќи современи алатки во наставата или пишувајќи научни трудови?
Значи, не можете да напишете научен труд ако не сте во текст, односно вие можете да напишете научен труд и да го објавите во локално списание за оние луѓе кои ќе добијат информација од вас, а ги немаат светските, да речеме, информации. Токму затоа Министерството одвои големи средства за да ги направи достапни базите Web of Science и Scopus за нашата научно-истражувачка фела. Не може да напишете труд и да објавите во меѓународно индексирано списание и со најмал фактор на влијание ако не ги следите модерните трендови или ако не обработувате тема која е се уште непозната во широката јавност и која треба, нели, да стане дел од научното истражување и во одредена држава, и на локално ниво, но и на светско ниво. Базите Scopus и Web of Science се бази каде што цел свет побарува да види што се случува, што е интересно во моментот во светот. Професор, ке настава или наука? Дел од коментарите што ги слушам се еве и во оваа насока. Велат, например, во рамките на УКИМ има институти. Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, економски институт, Институт за македонски јазик, Институт за македонска литература и така натаму. Па, сега прашањето е зошто науката не се фокусира таму, бидејќи таму нема студенти или има во втори, во трет циклус, можеби повеќе во трет, во втори, во трет циклус, не на додипломски студии, наместо наставата да остане на факултетите. Која била идејата кога се преименувале во институти од катедри, веројатно затоа што е многу гломазен факултетот, но поимот институт значи бавење со наука, научен институт, значи дека примарна дејност ќе биде науката. Но без оглед, филозофскиот факултет е единица науки, а потоа тој има подединици наречени институти. Како и да е, поентата е дека не може да се одвојат науката од наставната дејност, особено не во мали држави, како што е нашата, и дека колку повеќе се бавите со наука, толку повеќе сознанија стекнувате, толку повеќе сознанија можете да пренесете на оние на кои што им предавате. Ова за институтите не беше за институти во рамките на факултетите, за посебни единки. Постои, да речем, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, кој што е засебна единка. Тој не е дел од филозофскиот факултет. Се извинувам, не сум на тие мислев. Се извинувам. Да, тие имаат примерна научна дејност и се бават со наука, иако во минатото им е дозволено да се бават и со настава во втори, трет циклус и имаат помалку студенти кои се заинтересирани токму за областа која што е работи институтот. Ме интересира, премиерот исто така универзитетски професор. Што мисли тој за целата оваа ваша операција, акција, да кажам? Во текли е? Имате ли комуникација? Бидејќи сепак јавно ги слушаме реакциите, нели? На крај за се плаќа одредена политичка цена, па сега научени сме дека владите го вагаат и тоа кога носат одлуки. Така е, она што е интересно дека кампусот на техничките науки и медицинските науки речиси да немаат апсолутно никаква замерка на законот, за разлика од општествените и хуманистичките науки кои се понезадоволни од решението што е понудено. Да, премиерот е запознаен со законот и тој се приклучува на своите колеги од техничките кампуси кои пак инсистираат и сметаат дека од исклучителна важност да има развиена наука, особено сега кога владава одвои огромни средства за наука и особено сега кога во Србија имаме 4 на Шангајската листа, во Хрватска, во Бугарија, во Грција, Бугарија и Грција се во Европска унија, но и во Србија, и во Хрватска, и во Словенија, а ние после промената на законот во 2018 година бележиме силен пад. И во Хрватска и во Словенија во времето кога се заострени малку критериумите се забележува нагорното движење на квалитетот во универзитетите и постигнувањата за да се качат никаде на Шангајската листа, што значи дека критериумите се неопходни,
да академската заедница може да ги нивелира, законот го предвидува минимумот. Па ние во законот додадовме одредба, затоа што во моментот правиме одредени промени во законот, дека секој универзитет или единица може да додаде дополнителни повисоки критериуми, што и сега се случува. Добро. Не, дозволете Не, само забелешките се за минимумот, не се за, нели? Така е. Знаете И вие сега тоа. се случува, например, економскиот факултет има поставено повисоки критериуми. Финки има поставено повисоки критериуми и нивните наставници ги исполнуваат без никаков проблем. Добро, ќе разговараме за ова подоцна во интервјуто малку и подетално. Една од најчесто изговорените критики во изминатите денови за нацрт законот е дека универзитетот губи автономија за сметка на моќта што се трупа кај министерот одговорен за високото образование, тоа во случајот е министерот за образование и наука, и тоа три мислам дека пункта главно се набележуваат, тоа е можноста на министерот да проценува дали одредена одлука на универзитетот е законска или незаконска. Второ, преку можноста за иницирање статусни промени кај јавните високообразовни институции. И трето, преку предлагање и именување членови на така наречените универзитетски совети. Сега за првото прашање. Членовите 198, 199 и 200 се однесуваат на надзорот над спроведувањето на Законот за високо образование, и тука велам се смета дека министерот добива исклучителна моќ. Дали е тоа закана од влијанија, сега мора да се дува и на јогурт, од извршната власт врз универзитетите, што би било нарушување на нивната автономија. Јас сум и многу благодарна на колегите за овие забелешки. Ме натера да почнам да учам и право и да читам многу закони, и секое сознание во животот е од исклучителна корист, без оглед дали ќе го употребите некогаш во животот или не. Прво, одредени одредби од законот ги има и во претходниот закон, ние малку сме ги преформулирале. Да, има во еден член, јас не знам точно кој, во кој велиме дека ако министерот утврди дека се случува незаконие некаде во некој универзитет, има право да запре таков акт. Сега Прво, министерот не може да утврди арбитрарно. Добра, како Значи, се мора да има некаква процедура по која ќе утврди министерот. Еве првенствено, и тоа што и сега се случува. Акво никогаш не профункционира како што треба. Агенцијата за квалитет во високото работеше само одборот за акредитации. Штанца се акредитации до 1300. Комплетно непотребни, и они се согласуваат дека се непотребни. Имаат по 2, по 3 студенти на кои предаваат 20 професори. Но евалуациите никогаш не профункционира. Со новата власт се направени за 9 месеци 9 евалуации. Државниот просветен инспекторат никогаш не направил толку вонредни надзори, тие пишуваат извештаи. Ние во законите за квалитет во високо образование и во законот за државен просветен инспекторат кој следи после овие три, патим и законот за наука е веќе на ЕНЕР, научно истражување дејности на ЕНЕР, ќе имаме уште еден нов закон кој ќе си ги добијат ингеренциите и ќе обезбедат докази. Значи, министерот, со оглед на тоа дека државата го генерира јавниот интерес на универзитетите со тоа што финансира, министерот мора да има право да спречи незаконие. За ништо друго не зборуваме. Ама прашањето е како министерке. Еве ви кажав како. После тоа ти ги имаат сите судови во Македонија и правото по сите други закони да си одат на суд. Значи да запре акт, не Ама вели. не, тоа не го пишува во законот. Пишува Го пишува. министерот и пишува дека ќе формирате соодветна комисија. Ама- Тоа е фразата. При Ама тоа она без што без критериуми. забораваат, значи акт се мисли на нешто што не е закон, оти основач на универзитетите е собранието. Сите информации прво одат до влада како што и досега се случувало. Сакајќи да најдат сериозна мана, уплашени од силината на одредени министри, се фатија за нешто што е праведно. Значи, таму има во казнени одредби дека, доколку запишат, а се случува,
и на некои јавни и на некои приватни, дека доколку запишат поголем број од студенти или направат фалсификат во матичната книга, министерот има право да превземе нешто. Еве тоа значи. До 16 октомври матичните книги треба да бидат затворени. Ако не се затворени до 16 октомври, тоа значи дека примаат прекобројни студенти и оставаат празни места. И има право министерот да поништи таков акт. Тоа е незаконски. Ама еве што пишува член 199, кога министерот надлежен за работите на високото образование ќе утврди дека високообразовната установа донела одлука која не е во согласност со овој закон, ќе ја укаже на високообразовната установа за незаконитост на одлуката и ќе определи рок за отстранување на незаконитоста кој не може да биде пократок од 1 месец. Да. И сега, во случаите од овој став вели, министерот надлежен за работите за високото образование формира соодветна комисија од 5 члена која изготвува извештај во кој се констатира законитост, односно незаконитост на одлуката. Сега, соодветна комисија, што значи соодветна комисија? Разбирате, на крај пак, вие ја формирате комисијата, има само еден квалификатив, соодветна комисија. Вие може да сметате дека е соодветна било која комисија од 5 члена што ќе ја формирате. На крај кај вас е моќта, тоа сакам да кажам. Може би намерите ви се добри, но формулациите во законот се како недоречени. И како да оставаат простор за упат од извршната власт кај универзитетите. Не е така, но доколку сметаат колегите од факултетите имаат подобра формулација, со задоволство ќе ја промениме оваа што ја имаме. Оти се согласувате дека... Но министерот не смее да биде соучесник во кршење на закони. И ова одредба токму тоа го вели. Министерот не е контролниот, јас ви ги спомнав и АКВО, и Државниот просветен инспекторат, и комисија која ќе има членови од Државен просветен инспекторат, од АКВО, од професори. Министерот, еве јас не сум правник, јас не можам да одлучувам арбитрарно, но има луѓе кои се спремни да го направат тоа и треба да го направат тоа. Оти пак државата не може слепо да гледа ако нешто не е во ред. Најмалку е битно ова во законот. Законот е во друг правец прогресивен или како што тие велат, може би изгледа страшно за премостување на некакви предизвици. Нека го дефинираат како сакаат, ние веднаш ќе го поправиме и веќе спомнав дека ние и правиме во тек поправки за се она што сметаме дека е оправдано. Во подготовка на овој интервју ги гледав хрватските закони, да речем, и хрватските стандарди, еве да биде од земја членка на ЕУ, за да биде споредливо, и хрватите имаат универзитети меѓу 1000 на Шенгајската листа. Таму, да речем, министерот нема такви ингеренции, какви што се наведени сега во нашиот нацрт закон. Се многу поограничени ингеренциите во делот на надзорот на министерот и при тоа се ограничени на евентуално покренување на иницијативи пред Уставниот суд околу тоа дали општите акти од универзитетите се во согласност со закон или со устав. Така што веројатно треба добро да се погледне ова, има реакции за начинот на кој што е напишан овој дел од законот. Ке го погледнеме тоа не е воопшто спорно, но не би било лошо, например, еве колегите да си и вие, како истражувачки новинар, да ги погледнете, например, законите на Франција. Таму државата поставува ректор, таму државата поставува совет, таму државата одлучува за судбината на одредени акти, на одредени институции и така натаму. Не сакавме ние тоа да го постигнеме со овој закон. Ние со овој закон сакавме да воведеме меритократија, интернационализација, вмрежување, промена на овие безброј студентски програми, па понудивме модуларност, па им понудивме на студентите разни можности. Тоа е целта. За спорниот член ќе се договориме како ќе рече дека треба да се формулира така, суштината предпоставувам знаат која е. Универзитетите треба да бидат остров на критичката мисла, нели? За жал кај нас не знам дали се тоа, но треба да бидат тоа, се разбира. Во тешки ситуации за општествата да укажуваат, нели, на тоа дека некои текови не одат како што треба. Еве, ајде да не наведуваме примери, на пример, еве во Србија сега делот демократските движења таму се поврзани со универзитетите, така што во таа смисла се стравувањата, претпоставувам дека ако извршната власт има премногу моќ да интервенира кај универзитетите, тогаш можеби тие ќе бидат многу повнимателни.
Веројатно е така, ако извршната власт може повеќе да интервенира, тогаш универзитетите може би, зборуваме глобално, не само за нашите, би биле поодговорни, но јас сум дел на академската заедница, барем до пред некоја година сум била, и сум си ја сакала својата автономија, и тукму затоа многу водевме сметка, но не го пишував ја законот. Јас сум доктор, го пишуваа прво огромен број професори од УКИМ, кои се сложија дека ова може и треба да овој закон треба да добие таков изглед. Потоа правници, ние имаме правен сектор овде, имаме други правници, консултиравме професори од правен факултет, консултиравме уставни судии, токму за да не падне, која е поентата да падне, после година дена работа, да падне законот на уставен суд. Нема никаква поента. Ајде за другите два пункта кои што ги спомнав, а кои што се поврзуваат со додавање моќ на министерот. Едното е членот 61 во кој се вели дека универзитетите, единиците на универзитетите, односно самостојните високообразовани установи може да се спојат, поделат или припојат. Предлогот за статус на промена на јавни високообразовани установи до основачот го дава Министерството надлежно за работите на високото образование по претходна консултација и мислење за сегнатите установи. И ова некои го читаат како давање можност на власта да растура, спојува, укинува факултети кои што не се покејф. Собранието тоа го прави, собранието предлага министерството. Да, но собранието одлучува и така се формирани сите факултети и така можат и да се укинат сите факултети, ако се процени и владата, и пратениците, и министерот, и заедно универзитетите дека е тоа подобро и дека е во корист на државата или јавното добро кое јас го спомнувам. Значи, тоа мора да помине преку собрание. Тоа не може министерот сам да го одлучи. И сега министерот дава предлог. Еве сега ние во моментов даваме предлог закон за академски студии на медицински сестри според уредбата од Европската унија во Битола. И тогаш министрите дале предлог да се формира, владата дала предлог да се формира, например, еве Мајка Тереза. И УКИМ, кога се формирал, владата дала предлог до собранието да се формира УКИМ. Една од дебатираните теми се универзитетските совети. Пред се нивниот состав пишува дека се составени од 11 члена, од кои 5 доаѓаат на предлог на универзитетите, а другите 6 се регрутираат на следниот начин. 4 ги предлага министерот, ги именува владата, 1 дава Стопанската комора и 1 даваат универзитетските студентски собранија. Па некои пресметале дека мнозинството таму не се луѓе од универзитетот. 4 од владата плюс 1 од студентското собрание плюс 1 од Стопанска комора, 6 на 5. Мене ми е жал, јас напротив сметам дека обратно, дека владата таму нема мнозинство, но луѓето според своите видувања може да го толкуваат тоа како сакаат. Универзитетскиот совет постои во претходниот закон и никогаш не профункционирал како што со години. Никогаш немаше профункционирано Националниот совет за високо образование, како што АКВО никогаш не профункционира како што треба, никогаш не биле формирани универзитетските совети, иако се провеликуваат во неколку закони. Да, мислам дека еден член е ставен повеќе во владата, но тоа не е контролно тело. Замерката е зошто не е крстено тело, туку е крстен со некое друго име како извршен орган. Не сметам ни тоа дека е проблем, тоа исто така може да се промени, но тоа тело или орган, како сме го крстиле, има улога да контролира, така е, да контролира, составено е само од професори универзитетски, освен овој од комората и студентот, да контролира функцијата или функционирањето на универзитетите. Тоа е тело во правец на отчетност. Значи, нема извршна власт, нема извршна моќ никаква. Дури и да има владата таму мнозинство, нема извршна власт тоа тело. Тоа тело само ја следи работата, дава препораки, усвојува некои акти
и е како тело кое служи, повторувам, по повеќе пати, за да го чујат тоа нашите колеги, дека тоа е тело кое треба да ја види отчетноста за финансиите што владата ги дава на универзитетите. Нашите универзитети генерално ги финансира државата. Тие мора да имаат опчестност за својата работа кон оној што ги финансира. Така е во Германија, така е во Франција, така е во Италија. Хрватски има еден од подемократските закони, факт е, но кога ќе го достигнеме тоа ниво на висина на Шангајската листа, ќе ја спомнам на научно-истраживачка дејност, на образовна дејност, сметам, ниједен закон не е уклесен во камен, кешким да профункционира, да постигнуваме резултати, по неколку години може и тоа да се смени. Но не верувам дека било која држава, било когаш, од средствата што ќе ги вложува, ќе рече не ме интересира што се случува со нив. Ме интересира, браво, одлично напредувате, до година ќе добиете повеќе. Тоа е поентата на тоа тело. Министерке, зошто се решивте да постојат студии од јавен интерес кои може да се организираат само на јавни, јавно-приватни универзитети, така е напишано во законот, и како стигнавте до списокот тоа да бидат општа медицина, фармација, ветерина, архитектура, студиски програми за медицински сестри, акушерки, правни студии, одбрана и безбедност и наставници за основно и средно образование. Овој член ќе претрпи измени, ова е еден од членовите кои веќе трпи измени и кои кога сите измени што сметаме дека треба да ги внесеме, ќе ги внесеме, повторно ќе го ставиме неколку дена на ЕНЕР законот за да видат за да го видат, нели, академската заедница, студентите, тие се дел од академската заедница, сите што се заинтересирани, уште еднаш да ги видат направените промени. За да не разбираат за што зборуваме. Точно Овие така. студии може да се организираат само на, колоквијално, државните универзитети и на така наречениот Штулов универзитет или универзитетот на Југоисточна Европа, кој што има статус на јавно-приватен универзитет. Така? Така е, политиките на овој закон не се во правец, целата политика на овој закон не е во правец на одржување на некаква рамноправност. Ке се обидам ова на едноставен начин да го кажам, рамноправност или ставање во рамна линија на сите постоечки универзитети, јавни, приватни, мешовити како што е Штуловиот, ниту да направи некаква споредливост меѓу нив. Политиката на овој закон е да во овозможи подобар квалитет во образование и остварување на она што јас го дефинирав како јавен интерес, оздравање на таков граѓанин мерлив. Тој треба да биде мерлив со сите други во Европската унија, каде што нели ние сакаме да стигнеме. Министерке, правни студии во секој град се од времето на претходната влада на ВМРО ДПМН. Така Сега вие одите кон друго сосема решение во друга насока во кое велите правни студии ќе има само на државните универзитети. Пред да ви одговорам многу конкретно на прашањето, би сакала една реченица само да додадам. Општо прифатено е во целата јавност, дури и меѓу оние граѓани на кои фокусот воопшто не им е на високото образование и можеби и воопшто не се заинтересирани, општо прифатено е дека квалитетот на високото образование е на многу ниско ниво и незадоволително ниво. Од тука идејата дека треба да превземеме нешто. Па јас навистина не можам да сватам и не знам со кој аргумент луѓето ќе ми објаснат дека на земја од 1.800.000, еве сум сгрешила, сум велела 1.500.000, илјади луѓе им се потребни 16 правни факултети, а кај нас со години и продолжува да владее криминал, луѓето да се жалат на неправда,
луѓето да се жалат на судски одлуки, на водење на процеси на јавни обвинители. Јас не им се обраќам сега ниту на судиите, ниту на јавните обвинители. Јас се обраќам на оние кои треба да создадат кадар со интегритет, со морални вредности, кадар кој ќе биде способен во иднина да ја води оваа држава. Ако имате преголем број на такви институции, квалитетот опаѓа. Не се повикувајте на минатата влада, на ВМРО 100 пати сум кажала грешка и замислата била одлична. Таа се спровела во многу други земји и била дала одлични резултати. Во Македонија не даде резултати, тоа мора да се Кога смени. велите дека овој член веќе трпи промени, во која насока трпи промени? Ја скратувате листата, Да, ја зголемувате? ја скратуваме листата, но она што предпоставам сите ги интересира, правните науки ќе останат само на јавните универзитети. И на штуловиот. И на штуловиот секако. Добро, а кој од овие ќе отпаднат од оваа листа која што ќе може да се студира само на државните? На јавните, на државните универзитети ќе останат медицина, ќе остане факултетот за сестри, акушерки и мислам физиотерапевти дека се вика, ќе останат правните суди и ќе останат наставничките. Добро, значи фармација ќе може и на стоматологија, фармација, архитектура ќе може. На приватни. Да. А одбрана и безбедност? Одбрана безбедност се уште е спорен, ги замолив службите да видат дали ако дозволиме и одбрана и безбедност 180 кредити, дали ќе биде во колизија со законот за безбедност, затоа што ми кажа дека можеби можеме да дојдеме, таму се бара 240 кредити. Денес ќе го набават и тој закон, ќе направат анализа и доколку можеме да дозволиме во одбрана безбедност, нели, одбрана и безбедност сушност со 180 кредити ќе размислиме, можеби и тоа ќе биде во оптека. Да може и на приватни. Да може и на приватни. Добро, зошто ги укинувате насловните звања до сега, односно се уште може и се избираат така наречени насловни доценти и насловни вонредни професори. Зошто го укинувате ова? За објаснување станува збор за доктори на науки кои што наставно-научните совети ги бираат во наставно-научни звања, а при тоа овие луѓе не се вработени, така не се во постојан работен однос на тие факултети. Така е, ги укинуваме, не ги предвидуваме со законот, затоа што пак дозволивме и така и треба да биде универзитетите. Ја направив универзитетите кои имаат потреба од наставно-научни звања да се ги бираат во наставно-научни звања луѓето кои сметаат дека ќе им придонесат за развој на универзитетот, но со договор на дело. Академската заедница во целата држава ја направивме една. Значи, критериумите за избор мора секој да ги исполни. Ако сте ги исполнени критериумите на УКИМ, нема зошто да ве бираат на УГД повторно во истото звање под истите критериуми. Ниту пак да ве бираат на УГД, но мора да бидат исполнети критериумите. Нема конкурс, нема рецензенски комисии, нема трошење пари, нема време, има проверка на документи, под кои критериуми избран професорот, избран е во едно звање на еден од универзитетите во Македонија, ако ги исполнува условите, може и на други. Зошто оваа одредба предизвикува исто така вознемиреност кај дел од професорите, ова така наречено преземање од еден на друг универзитет, без при тоа да треба да бидат избрани, односно реизбрани? Има мал пропуст во законот, така е, тој ќе биде поправен, затоа што во одредбата пишува дека деканот или ректорот, нели, се може. договараат. Да, и пропустот е што не сме напишале дека тоа мора да оди со одлука на наставнички совет и тоа е веќе поправено. Јас сум им благодарна на конкретните предлози. Тие помагаат, ние заеднички треба законот да го подобриме и да го направиме како партнери, не како опозити. Да го направиме најдоброто можно решение. И навистина, кога има конкретна забелешка, навистина сум благодарна. Еве, тоа е пропуст во законот и ќе биде поправен. Зошто се плашат? Се плашат дека, знаете, кога минатото покажува многу негативности, јас разбирам зошто е отпорот и стравот,
но мислам дека е созреано времето да разчистиме со тоа, дека двајца декани можат да се договорат и да ви донесат утре непожелен член. Што е тоа непожелен член ако треба во систематизацијата? Но еве да претпоставиме дека и така, тоа ќе биде искоригирано. Значи мора наставно научен совет да донесе одлука. Дефинитивно, тоа е пропуст. И сега веројатно за најчувствителниот дел од нацрт законот, условите за избор во наставно научни звања, доцент, вонреден и редовен професор, ги заострувате критериумите, па предвидувате за избор на доцент, на пример, меѓу другото, кандидатот да има објавено или прифатено за објавување најмалку 6 рецензирани научни труда во референтна научна публикација, од кои најмалку 3 во списание со фактор на влијание Web of Science во последните 5 години пред објавување на огласот за избор и најмалку H-индекс 3. И сега за вонреден професор бројот на трудови е 7 со 4 Web of Science, H-индекс 8 за редовен, 7, 4 со H-индекс 11. Главниот коментар е дека можеби за природните, техничките, медицинските науки овие критериуми се достижни, но дека за дел од општествените и хуманистичките науки објавување трудови во Web of Science индексирани журнали е речиси невозможно. Не би се сложила затоа што не знам зошто колегите мислат дека се е овде направено арбитрарно, иако јас повторувам упорно дека 60-тина луѓе работеа на законот, дека потоа се вклучи и правници, нели секторите, сите што треба. Препознаваат многу влијание од медицина и од природни науки. Направени се сериозни анализи, разгледани се други закони, како и да е. Да, веројатно мислат дека е влијание од медицина. Мене ми е драго што тој факултет се уште одлично се држи. Техничките факултети, медицинскиот факултет генерално немаат проблем. Хуманистичките, односно ние во законот набројавме неколку области, јазиците, историја на уметност, археологија, 5 области но генерално имате. тоа се хуманистички и ќе биде поправено во законот за сите хуманистички науки. За сите хуманистички. За сите хуманистички. И при тоа остануваат спорни општествените. Добро, при тоа за овие што велите дека правите одстапка, филологија, фолклор, археологија, етнологија, национална историја, за исполнет се смета и условот ако тие 3-4 труда бидат објавени во Скопус. Така е. Ако се сите хуманистички и ако така биде напишано во законот, тоа прашање го ставате на страна. Да. И сега еве јавно кажувам дека да, ќе биде сите хуманистички. Сега што правиме со општествените? Веројатно право е најчувствителната област и од таму веројатно доаѓаат и најголемите реакции. Велат дека се работи за национално карактеристична област во која значаен дел од трудовите се поврзани со националното право, па оттука и неможноста толку често да се објавува на Web of Science индексирани журнали. Една од придобивките за објавување во овие две бази е обидот да се мотивираат професорите да соработуваат. И истото право од бивша Југославија го има и Словенија, го имаат Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Македонија, Црна Гора. Како што спомнав, Словенија и Хрватска и Србија имаат по 4 универзитети на Web of Science, ние немаме ни еден. Огромен дел од базата Скопус се наоѓа во Web of Science. Најмалку 1300 списанија се од општествените науки, што со различен фактор на влијание, но ние факторот на влијание не сме го одредиле. Не сме рекле треба да биде 2, 3, 4. Они немаат високи фактори, техничките науки и медицина имаат високи. 0,1, 0,2 е доволно за да станат видливи. Вчера, бидејќи многу сериозно ги сваќам расправите, јас се обидов од неколку извори да добијам информации и добив дека во Босна и Херцеговина постои професор од општествени науки кој објавува на Web of Science и има H-индекс 70. Ке проверат колегите. Наши професори
од нашиот правен факултет имаат објавувано и имаат трудови на Web of Science. Да, бара повеќе ангажман, бара повеќе труд, бара повеќе посветеност и тоа некогаш знае да биде тешко, тоа јас сум го искусила. Но кога се определуваме да работиме на универзитет, ние веќе не сме малолетни, сме сериозно возрастни луѓе навлезени во професијата и знаеме што не чека. И во еден период од животот тоа е исклучително тешко, но после тоа станува составен дел од животот. И уште едно нешто би сакала, ако дозволите да кажам. Постојано се шири во јавноста дека е скапа објавувањето на трудови на Web of Science. Има списанија во кои воопшто не се плаќа, има списанија во кои да, објавувањето може да чини 2, 3, 4.000 евра, за обштествените до 2, за другите и повеќе, и 5.000. Но, Министерството ја исплаќа секоја сума кога авторот ќе дојде со објавениот труд во списанието и со доказ дека ја направил уплатата. Секој. Да. Лани имавме 25 такви автори, на 25 автори им беше исплатено. Една од работите што ги дознавме во оваа јавна дебата е дека значаен дел од академската заедница не го знае ова, што е веројатно запрепастувачки. Мене ми е многу жал. И вие тоа го констатиравте И во дел од дополнително, јавните. се извинувам, и дополнително уште по 500 евра на сите што објавиле, но тоа е ограничено, тоа е до 300 луѓе. Се плаќа МОН, но забелешката е дека многу чекаат на рефундирање на тие средства. Има ли начин да се обезбеди механизам во кој што наместо авторите, кога трудот ќе ги помине сите рецензии за да биде објавен, пред да се платат парите, практично парите да ги плаќа МОН, да не ги плаќаат професорите. Има ли таков начин за да не се жалат професорите дека мора да се себе кредитираат за да објават труд, а потоа да чекаат со месеци МОН да им го рефундира тоа? Жал ми е, во право сте, многу чекале. Лани и оваа година се е исплатено на време. Владата рече дека образованието ќе биде приоритет и треба да биде приоритет и владата го држи зборот. Дали некогаш може да се случи да се касни? Веројатно може, но јас ќе кажам да, доцнењето беше големо, ние исплаќавме од 21 и 22. Тоа веќе сметам дека не би требало да биде така. Има пракса, ќе го Дали разгледаме може тоа. вие да плаќате наместо професорите? Веројатно, Треба да се види, треба да. да видиме правилник некој такво нешто, еве сега во овој момент мислам дека можеби би можело, ако прифатен трудот и донесат нели уплатница да се уплати, можеби би можело, но ако имаат сигурен доказ дека чека за печатање трудот, веројатно би можело. Но универзитетите имаат и таа обврска да се ги поддржуваат своите научно-истражувачи. Државата не се меша во трошењето на нивните така наречени собствени средства, кои де факто исто така се држави, тоа е дел од автономијата. Новиот закон предвидува нов начин на финансирање, не е најпогоден, може да биде подобар, но ова е преоден период. Конечно, сите ние инвестираме во себе, иако со оглед на висината на овие плати треба да се почека месец или два, или оној период додека биде објавен трудот, или добија доказ дека е во објавување, мислам дека може да биде потешкотија, но не е непремостлива. Како и да е, ви благодарам за идејата, ќе ја разгледаме. Сега правниците ќе чекаат, ќе ги оставите во неизвестност или ќе им кажете дали Скопус ќе го прифаќате како база во која што ќе ги признавате овие 3, односно 4 труда што треба да бидат објавени во не само на Web of Science индексирани списанија, туку и во Скопус. Ние поминавме јавна расправа, односно имавме состанок со приватните, имавме јавна расправа на Мајка Тереза, имавме јавна расправа на Климент Охридски,
остана уште неколку. Јас се надевав дека во Битола ќе дојде и Универзитетот Апостол Павле, но не видов нивни представници, што значи ќе треба и таму да се отиде. Денес јавната расправа на УСКИМ. Јас се надевам дека колегите ќе имаат аргументирани ставови по сите овие прашања кои денес ние ги спомнавме. И доколку тие аргументи држат, а јас верувам, тоа се универзитетски професори, дека навистина се што ќе биде аргументирано, ќе биде баш аргумент, ако е тоа така, ќе поразмислиме и само за базата Скопус. И пак Хрватска, таму пред некој месец беа на јавна дебата нивните национални критериуми за избор во научно-наставни звања, например за правниците, Скопус се прифаќа како база во која што може да се објавуваат научни трудови. Сакам да кажем, хрватската држава го признава тоа. Добро. Сакав да ве прашам уште ова. Од една страна ги заострувате критериумите, од друга страна за избор во наставно-научен завод, друга ви се забележува дека ја тргате одредбата за така наречениот непотизам, кој што сега забранува вработување на иста единица на универзитетот на роднини по крв во прва линија, преведено деца, професорите да може да си ги вработуваат своите деца на факултетите на кои што вработуваат. Зошто ја тргате таа одредба? Таа одредба прво не се почитуваше. И општо се видливи на сите универзитети дека не е почитувана, законот е кршен и толку. Но тоа не е битно, требала да се почитува, ако ја имало во закон, требало. Поентата е во ова, вака објаснуваат правниците, дека на тој начин им се повредува човековото право на децата на професорите, затоа што немаат право на избор на професија и немаат право на рамноправен влез во институциите, исто како и сите други. Вие зборувате за не знам, правнички семејства, докторски семејства, така е, нешто што во високо развиените земји постои. Ама мора ли баш на тој факултет, да речеме? Немаме други, ние сме земја од 1.800.000. Ние не се селиме, ние сме... Тоа е штета што е така, но мала е земјата. Ние сме стационирани со местото на живење, од раѓање, речиси до умирање, повеќето од нас. И ние не треба да имаме 50 универзитети, и 6 се многу јавни, а плюс приватниве. Сите го видовме ефектот на многуте дисперзирани студии. Така. Министарке, веднаш се препознава интенција, велат еве, сигурно има, велат некои деца кои што чекаат да бидат вработени на факултети. Не знам, еве денес на УКИМ, ке ги прашам, ако гласаат да ја вратиме, веднаш ќе ја вратиме одредбата. Таму се правниците. Да. Што се однесува до мене, одредбата може веднаш да се врати, но тоа би било нешто противуставно, вие да муускратите можноста на некое дете само затоа што родителот, еве да речеме, му е успешен. Дополнително, законот бара, дозволете ово убаво да го објаснеме, законот сега бара строги критериуми за напредување во академската заедница. Ако детето не е способно и не може да се надпреварува со способните деца и да влезе во академската заедница, не може да го издржи тој притисок кој го бара овој закон и најверојатно ќе се откаже додека тој стагнира, другите што имаат компетенции и квалитет ќе напредуваат. Па не е исто и во академската заедница да бидеш редовен професор и да бидеш асистент доживотен. И тоа е некаква градација и иерархија. Други се обврските на редовниот, други се обврските на асистентот. Не е поентата детето да ви влезе на универзитет и цел живот да остане асистент. Во таков случај подобро е да се најде негде на друго место на пазарот на трудот, каде што веројатно нема да биде фрустрирано и ќе биде поуспешно. Јас пак ќе велам, добро е општеството и универзитетите конечно да направат пакт меѓусебен
И сега има факултети кои не примаат своји со одлука, кои што одлучиле дека нема да примаат своји родвини од прв ред. И тоа е добро и они си ја почитуваат таа одлука. За разлика од тоа, во минатото дел од тие одлуки не беа почитувани и не сум сигурна дека беше најдобра, но пак законот вели друго. Не може ментор да му биде роднина од прв ред, не може во комисија да му биде, не може во рецензенска комисија да му биде, во комисија за одбран и некакви одбрамбени механизми се предвидени. Полека привршуваме. Законот стимулира творење на англиски јазик. Сега во услови кога секојдневно еве и владата зборува за тоа дека ни е нападнат јазично-културниот идентитет, како ја објаснувате ова контрадикција, да речем? Вака вели, 6 труда во меѓународни во 6 труда, од кои 3 во базиве, а 3 во списанија со меѓународен управувачки одбор. Ние веќе имаме 4 или 5 списанија кои се индексирани во бази, дел се со фактор на влијание, дел не се. Ние, овој закон стимулира и создавање на такви списанија во сопствената држава, кои со тек на години ќе се објавува и на македонски и на англиски, и со тек на години ќе влезат во некој од базите. Никој не спречува да твориме и да објавуваме на македонски јазик и едно македонско списание да го направиме така како што треба. Во прилози, например, секогаш има и на македонски и на англиски јазик, барем резимето е на двата јазици, ако не се лажам, сум подзаборавила во овие 5-6 години, значи тоа е можно. Да, се бавам со се друго, не со тоа, но и ова со што се бавам, јас сум пресрекна, ме исполнува и се надевам ке направиме нешто за јавниот интерес. Последно прашање, ќе има ли бадентер за законот да се донесе во собрание, бидејќи е неопходен бадентер? Јас се надевам дека политичките партии ќе се надминат сами од себе, постојано повторувам и таму ќе кажам, јавниот интерес е поважен од се друго и мислам дека ќе има. Но сега очекуваме коригирана нацрт верзија на законот и таа повторно рековте ќе објавите на... Ќе биде неколку дена на ЕНЕР за да може да ја видат, да. Добро, ви благодарам за овој разговор. И јас ви благодарам вам за можноста. Почитувани, до крај нова саботажа. Пријатно до четврток. Потребите на секоја држава се исти како и потребите на секое семејство. И нормално е кога е неопходно да се додаде некоја паричка плюс за нешто да се превенира или да се санира, да почнат да се разгледуваат плановите. А тие постоеле уште многу одамна. Директорот на АЦАВ Тунтев пак изјави дека стојат цврсто на препораката да се размисли за купување на нов државен авион. Затоа постојат повеќе аргументи и индикатори од сообраќаен, технички, експлоатацијски, оперативен, комерцијален и безбедносен аспект. Дури при самата најава дека долгите нозе сосем извесно ќе почнат да излегуваат надвор од чергичата. Политичкиот популизам брзо ги покрива и ефектно влијае да ги стопли, за комотно да си газат врз идејата. Каде се нашите проблеми? На земјата или на небото? Се разбира, на земјата. Но се чини дека власта не мисли така. Не е доволен Мерцедесот, па сега размислува и за нов авион. Ситуацијата и структурата се менува, па и следните соочени со истиот проблем. Тивко за да не го разбудат заспаниот џин на политичката фарса. Објавуваат дека маките предизвикани од ефтината пропаганда само се пролонгирани за 8-9 години. Она што ние го размислуваме изнаоѓање на начин како да финансираме, односно да набавиме нов авион. И тоа веројатно е во ред, тако во собствената замка не запаѓа некогаш острата и мудра опозиционерка која по преселбата на водно прераснува во подржувачка шеговина властодржка. Таму, во шумата, земјата е далеко, а небото се гледа појасно. Ајде да ве насмеам. Владиното авионче
Моите колеги председатели во регионот го нарекуваат авиончето на браќата Рајт. Деминутивот е само уште еден цврст показател на хипокризијата, која е до таа мера огромна, не баре оставштината е толку голема, да се користи привилегијата, дадената ситуација да се употреби за активен напад. Со парите за еден луксузен авион може да се изградат 3 нови модерни болници или целосно да се реконструираат повеќе постоечки здравствени установи. И сето тоа би било во ред ако истата скрипта со празни памфлети не ја користеле и актуелните, кога биле на спротивната страна. При промена на позициите, кажаното останува само како архивска граѓа. За службени трошоци, владата минатата година потрошила пари колку за 5 амбулантни возила или за реновирање на цело училиште. И на крајот, пак малку делење ум, ама секогаш кога позицијата не овозможува да преземеш конкретни чекори. Крајно време е нашата власт да се приземли, зашто мора да ги решава проблемите. Проблемите не се на небото, туку се на земјата. Ако, како што сите зборуваат во опозиција, ги решеа кога доаѓаа на власт комплексните прашања на земјата, тој, авионот, на небото, немаше да биде проблем, по нужност и потреба.